Многу мина водат вистинска битка за да го вратат црковното пеење, па и Струмица со традиционалниот фестивал на источно црковно пеење се повеќе се обврзува да го збогатува и доближи до сите христијани. 5 хорови од Македонија и годинава се собраа во храмот на светите 15 ивриополски свештеномаченици, а љубителите на богослужбена музика уживаа во фестивалот на источно црковно пеење. Благодарение на организаторот, еве трета година гостуваме на овој фестивал, кој што навистина заслужува особено внимание, затоа што луѓето се сетиле да ја негуваат хорската традиција која што е постоела на овие простори и се надевам дека будење така ќе биде. Од ден на ден гледаме дека се повеќе публика и повеќе има заинтересирани за овој вид на музика, бидејќи тоа е нашата традиција, нашите корени, и се надевам дека и современите композитори ќе користат византијски мотиви и источно православното црковно пеење. Вистинскиот збор е за ова дека е тоа источно православно црковно пеење, но во праксата се применува изборот византиско пеење, нас не ни пречи тоа. Битно е тоа што ова е музика која што има корени од ова тло и хоровите со особено внимание го пеат ова. Јас посебно се радувам што работам со млади луѓе. Фестивалот на источно црковно пеење годинава се одржува по 6-ти пат, а организаторите велат дека од идната година ќе има мали измени кои ќе ја збогатат неговата содржина, форма и должина. Фестивалот ја оправда својата улога и се зазеде место во редицата на македонски културни настани. Шестиот фестивал се одржа. Идната година веќе стартуваме со некои измени, тоа значи дека дводневен фестивал ќе биде. Ова година ни настапуваат 5 фестивали. Во моментот го слушаме хорот Менада од Тетово. Пред тоа беше Струмичкиот женски фестивал. Потоа ќе настапи Ресен, ќе настапи Битола и Струмичкиот машки хор. Јас се радвам што од година во година имаме се повеќе публика, правиме афирмација на источно црковното пеење, го шириме се повеќе меѓу луѓето во Струмица. Фестивалот се одржува со благослов на митрополитот Струмички Господи Наум, а во соработка со Центарот за култура Антон Панов, Струмица и Струмичката епархија. Црковното источно пеење се разликува од мокранчевото пеење кое што го негувавме до сега, и нашиот владика Наум имаше право кога така ни заговараше дека треба да се пее ова нашето старо македонско пеење, затоа што до 18 година, до 1918 година се пееше источното православно византиско пеење во црквите. Потоа, од кога дојдоа браќата од северот, не натераа да пееме мокранчево. Еве, јас сум учел и го негувам мокранчевото пеење, кое не е исто така за подценување, нели? Меѓутоа не е македонско. Годинава овие хористи што го испејаа сето ова беше навистина прекрасно. Инаку втора година поред фестивалот се одржува во црквата Свети 15 ивриополски свештеномаченици, символизирајќи ја големината на црковното пеење и вистинските вредности.